Разговараме со Наташа Андреевска, главна и одговорна уредничка на Македонското радио, Радио Скопје. Со неа за почетоците, но и за значењето на 28 декември. Најнапред поздрав до сите гледачи и слушатели, би рекла, на Македонската радиотелевизија. 28 декември е навистина голем ден. Горди сме на бројката 79, што денеска го прославува Македонското радио. Јас како уредник на Македонското радио, Радио Скопје, ќе говорам повеќе за него. Македонското радио, Радио Скопје, располага со еден прекрасен тим на вработени кои си ја знаат својата работа. Исто така да напоменам дека правиме секојдневно по најмалку 30 на емисии што одат на Македонското радио, Радио Скопје, и сето тоа е подкрепено со оној чист македонски литературен јазик што остана токму во Македонското радио, Радио Скопје. Затоа милувам да кажам дека Македонското радио, Радио Скопје е лидер во етерот. Нека не ми забележат другите радија, но сепак единствено е со своји спикери, лектори, новинари, редакции кои работат на различни жанрови. На младата генерација ни особена чест што имаме можност да соработуваме со бардови и да учиме од нив. Пред се, колку беа важни стандардите за да се стане новинар и кои беа тие? Кој можеше да стане новинар? Да, јас сум овде веќе 35 години, значи имам навистина богато искуство. Дојдов како хонорарна во 86-та година. Од тогаш поминаа многу години и како хонорарен соработник соработував и без пари, што би се рекло. Неколку месеци, па потоа се гради, нели, доаѓаат пари, па ги нема и така. Меѓутоа, постоја критериуми според кои можете да дојдете во Македонската радиотелевизија, еве да споменам, како во Македонското радио, така и во телевизијата. Постоја посебни критериуми. Требаше да се има образование, требаше да се има изглед за телевизија, нели, и глас добар за радио. Значи, тие вредности денеска чинам дека не се докрај испочитувани за жал. Какво радио заслужуваат слушателите, не само помладата, но и повозрасната публика во Македонија? Нашите слушатели заслужуваат повеќе од музичко радио, кое покрај тоа што забавува, Македонското радио, Радио Скопје, воедно навремено и точно информира и едуцира. И македонскиот литературен јазик е, чинам, единствениот и задолжителен овде во Македонското радио, Радио Скопје, како и македонската култура и историја низ нашата програма, на што и се темели Македонското радио, Радио Скопје. Ненаметлив и шармантен медиум, кој е близок до сите оние што го следат. Токму затоа сметам дека кога се во прашање младите кадри, се почесто ни се јавуваат, комуницираме со нив и верувам дека тие утре, барем дел од нив, ќе влезат во Македонското радио и тука ќе останат за да ги продолжат нашите стари крстопати, но со подмладување и со нови сили. Ако зборуваме за нови времиња, кои се тие нови стандарди? Морам да потенцирам дека нашата програма на Македонското радио, Радио Скопје е адаптирана со цел да се вклопиме во секојдневието на ова модерно, ново време на живење и на модерниот човек. Имено содржината на нашите емисии им помагаат на нашите слушатели да се справат со проблемите на новото модерно време. Ја користам оваа пријатна можност да им го честитам роденденот на сите вработени во Македонската радиотелевизија и тоа 79 години на сите вработени во Македонското радио и 59 години во Македонската телевизија и да им посакам добро здравје и да уживаат во сегашноста на мигот. Животот не трае милион години, само одреден број на денови. Тие треба да се уживаат.